civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ке ми дозволите воведно да почнам со еден цитат од ценетиот филозоф Мухич, дека улогата на културните разлики е од витално значење за процесот на општествената интеграција, од чие успешно спроведување зависи стабилноста, па дури и опстанокот на една држава. Во зависност од начинот на кој ќе бидат артикулирани и третирани од страна на државата, културните разлики можат да станат фактор на интеграција или пак да прераснат во фактор на дезинтеграција, за жал. Во оваа смисла, медиумите, вклучително новата информатичка и комуникацијска технологија, овозможуваат брзо и едноставно поврзување на луѓето, а тоа несомнено води кон тоа медиумите да играат можна значајна улога во интеркултурниот диалог на сите полиња во секое општество, без разлика дали се работи за мултикултурно, бикултурно или национално, да речем. И тие треба да ги користат расположивите електронски ресурси за унапредување на диалогот помеѓу различните култури во мултикултурното општество. Но дали е така кај нас? За да додам до суштината, сакам да презентирам неколку примери низ кои би виделе дали и колку во медиумите бил застапен говорот на омраза, како број еден, според мене, ризик фактор за мултикултурализмот во земјава. Освен во членовите 10 и 11 од Кодексот на новинарите, одговорноста на медиумите е јасно дефинирана и во неколку препораки, како што е препораката R9721 на Комитетот на министрите. Пред да предам на конкретни примери за предизвиците со кои се соочуваат медиумите, ќе се навратам на податокот за бројот на преставки за кои Советот за етика во медиумите на Македонија оценил дека бил прекршен Кодексот на новинарите по основ на говор на омраза. А зошто говор на омраза, сакам да пообјаснам подолу. Податокот говори дека минатата година, 2020-та, значи има 6 одлуки во кои е детектирано говор на омраза, односно прекршување на член 10 од Кодексот на новинарите, а годинава пак досега има една одлука каде што е детектирано таков говор на омраза. Тоа квантитативно може би и не е некој показател, но содржински ќе се согласите заради говорот на омраза е особено битно. Например, преставката која се однесува на интернет порталот Екран МК со текстот насловен видео, кого испраќаме на песна на Евровизија, македонец или бугарин, Васил Гарманлиев јавно призна дека има бугарски пасош. Или, пример број 2 да речеме, комисијата нашла дека во текстот на интернет порталот Офнет МК, објавен на 24 декември 2019 година, е прекршен членот 10 од Кодексот на новинарите, чија оставка особено е нагласена во следните реченици од текстот. Кале, МНТ, а сега и најново видео од центарот на Скопје, на кој се тепаат млади луѓе за кои се претпоставува дека напаѓачите се дел од намивачката група шверцери. Комити направија компилација со која сакаат да укажат дека нивните ривали никогаш не одговараат. Низата на инциденти ги ставија на филмско платно како асоциација на дивењето на шверцери во театарот МНТ, а подсетија на случувањата на Кале, каде камерите жив го фатија заменик министерот за внатрешни, како ослободува навивачи на слога, меѓу кои и Артан Груби. Ова се само неколку од многуте објавени текстови во кои наместо во служба на етничката разноликост, националниот диверзитет, од новинарското перо токму тој се атакува. За жал се помалку се би рекла, не достигаат дури и се ретки историите, прилозите, анализите или какви да се новинарските жанови кои обработуваат теми за мултикултурализмот. Напротив, велам се уште се присутни текстови кои придонесуваат за се поголема раздвоеност и се вистински ризик за соживотот и мултикултурализмот во земјата. Да тргнам од јавниот сервис, каде работам од 1989 година, каде постојат редакции на езиците на етничките заедници, освен на албанската, тука се турската, српската, ромската, бошњачката и влашката. Ако проследите настан кој е покриен од сите заедници, а се работи за инволвираност на припадници на различни заедници, често ќе се забележи дека секој го покрива настанот од аспект на интерес на задницата на која и припаја.
Заобиколувајќи го, велам заобиколувајќи ги, основните стандарди и норми на професијата кои пред се произлегуваат од Кодексот на новинарите. И тоа е најчесто кога се работи за меѓуетнички инциденти, за жал. И не е толку можеби еклантантно во јавниот сервис, како што е очигледно во медиумите, да речам националните телевизии, например, Сител, Канал 5, наспроти Алсат, ТВ Шења и така натаму. Уште позагрижувачко е што се прави суптилно, на некој начин филувано, да речам. Еве, например, за протестите за случајот Монструм, за убиството на Таздо. Волам? Дали се слушаме? За убиството на малиот Алмир од Куманово и така натаму. Ајде да го анализираме овој последниот. Во медиумите на албански јазик се пишуваше дека возачот го убил Алмир, односно го прегазил со умисла, одејќи директно со возилото на него и неговата мајка, што можеше да се види и од видеото. Друга страна пак, медиумите кои информираат на македонски јазик се држаат до подоцна изменетото обвинение дека возачот на возилото, кој претходно имал расправија со таткото на Алмир, го прегазил момчето бегајки од нападите на неговиот татко и роднините и така натаму. Еве, сметам дека оваа тема треба постојано да се актуализира меѓу новинарите преку обуки, преку заеднички работилници и други форми и формати, бидејќи ваквата поделеност трае уште од осамостојувањето па до ден денешен. Тоа е постојан предизвик за професијата. Тоа е постојана рак рана на целокупното општество и за жал се провлекува низ сите овие 30 години, добивајќи различни форми. Особено е битно да се потенцира дека наспроти континуираноста главно на биполарноста, пред се, некогаш со поголем, некогаш со помал интензитет, промовирањето на мултикултурализмот пак се одвива во дисконтинуитет низ различни обиди. Од, например, едно наше мало, ако се сеќавате, се репризира сега, една редакција за мултикултурализам во јавниот сервис која постоеше околу 2 години, како посебна редакција, до денешните обиди за електронски медиуми со серијали или прилози, за жал од време на време, за оваа заедничка тема. Да, има обиди преку панели, како овој, например, денешниот, дебати, а не знам, меѓуверски, меѓуетнички диалог и така натаму, но проблем е што нема, според мене, конзистентност на определена форма или формат, како сакате. Дали тоа ќе биде некоја редакција или цел медиум, може да се дискутира, но битно е да ја има. Од еден друг аспект, ако согледуваме по етничкиот состав, медиумите како да ги пресликуваат по својот состав политичките партии, па се строго поделени со кадар од иста етничка припадност, со мали исклучоци на јавниот сервис, Алсатем и така натаму, не знам, може би има и некои други помали. Факт е дека може на прсти да се избројат оние кои работат во медиум на јазикот на една етничка заедница, а и припаѓаат на сосема друга. Например, јас лично во македонската телевизија, во прв програмски сервис, може би сум една меѓу првите, ако не и прв новинар кој работел во редакција на јазикот на друга етничка заедница, а припаѓа на друга етничка заедница. Еве би го спомнала Сунаи, Насер Селмани во Вест, потоа претходно не многу одамна Мухамед Зекири во Канал 5. Може би има и некои други, нека не ми замеруваат. Неколкумина во А1, но за кратко, обратно колеги во Алсатем, од македонската националност и така натаму, но кај нив не е случај да се изразуваат, може би многу ретко, во извештаите на, да речеме, на албански јазик. Значи, и доколку е случајот таков, од своје искуство говорам, тешко е на моменти, може би се доаѓа во искушение, новинарот доаѓа често во искушение, но секогаш треба да се води само и само од кодексот, професионалните стандарди и етичките норми и да се издигне над себе си и својата припадност. Тогаш се негово, значи буквално се негово, останува зад јавниот интерес и јавното добро, во чија служба треба да ја поради својата огромна општествена одговорност на крајот. Сега некој ќе рече кој е јавниот интерес за една или друга етничка заедница. Може би она што е јавен интерес за едната, не е јавен интерес за другата етничка заедница. Но доколку се следи кодексот, членовите 10 во кои стои,
Новинарот нема свесно да создава, ниту преработува информации што ги загрозуваат човековите права или слободи, нема да говори со јазикот на омразата. И така натаму го знаете, или членот 11, новинарот ќе се придржува и на општо прифатените општествени стандарди на пристојност и почитување на етничките, културните и религиозните различности во Македонија. Доколку исклучиво, велам исклучиво професионално се покриваат настаните, или истражувачките стории откриваат криминални действија за било кого, затоа што криминалот не познава нација, нели? Тогаш јавниот интерес, борбата против него е повеќе од јасен за било која од заедниците. Тука не може да има разлики. Главно во оваа сфера медиумите се уште поделени на кампуси според етничката припадност. Еве, а со тоа и на друга култура. Ова не треба да значи сепак дека треба да го намалува просторот за промоција на оживотворување на мултикултурализмот, туку напротив, да креира поинаков приод за ваква промоција и пак прашувам, но дали е така? Што се однесува до промоцијата на европските вредности, јас ќе го фрагментирам приодот, во смисла европски вредности од професијата кон јавноста и европски вредности во или за професијата. Првиот, аспектот од професијата кон вредностите, тука сме можеби поединствени. Нема телевизија, радио, портал, весник, нема медиум во кој не се промовираат евроинтеграциите, владењето на правото, слободата на изразување и така натаму, во поново време екологијата, особено загадувањето, правата на ЛГБТ заедницата, теми кои до вчера беа табу, се повеќе се отвараат и секако најчести се вестите за евроинтегративните процеси, например, и тоа високо во првите минути на информативните едиции. Значи, тука сме некаде единствени. Макар што има мали исклучоци, би рекла, незначителни, кои од одредени центри оркестрирано навиваат за тоа дека Македонија не мора да е дел од Европската унија. За вториот, аспектот на европските вредности во корист, би рекла, на новинарската професија, до некаде е солидно во ведувањето на, да речам, примената на новите технологии, особено смарт телефони, онлайн извештаи, камери и друга опрема која го подобрува новинарскиот производ. Еве да ги земеме пример видеоснимките од настаните кога од галеријата на собранието беа исфрлени новинарите. Црниот понеделник или крвавиот четврток или на 27 април. Иако можеби во судска постапка не може да се користат, сепак тоа за органите на програмот е доволно за постоење индици да се покрене обвинение, да се бара одговорност и така натаму. Но некако како да тапкаме во место или многу малку одиме напред во однос на европските стандарди за новинарската професија. Како што се новинарските плати, например, условите за работа, правата од работни односи, социјалната сигурност и безбедноста и така натаму. Ако од ова се одземат јавниот сервис и МИА, во речиси сите други медиуми, можеби не се докрај решени овие суштински прашања, кои во Европската Унија се уредени подалеку повисоки стандарди, каде не смее ни да се помисли, како на пример, за пријавување новинари на пола работно време, неисплаќање на празнични дневници, спречување користење одмори според законот за работни односи и други непочитувања на правата од работните односи, па може да кажам и од професионален аспект. И овде, пред да заокружам, иако темата е богата и неисцрпна, сакам само да нафрлам поента 2, дека во современите мултикултурни општества, еве се навраќам на говорот на омраза, зошто го потенцирам, слободата на изразување во определени ситуации може да биде злоупотребена, а тоа се случува кога истата преминува во појава која е во целосна спротивност од неа, односно кога слободата на изразување преминува во говор на омраза, што пак подразбира изразување на омраза спрема некоја определена група, поинаква расна, етничка, религиска, културна и друга припадност. Од аспект, сега ќе зборувам од Сдруженијето на новинарите на Македонија, до сега има одржано повеќе состаноци со сите надлежни институции, вклучувајќи ги тука основното јавно обвинителство, Министерството за внатрешни работи, со цел да започне да се казнува говорот на омраза во медиумите. Исто така, ЗНМ има доставено писмени барања
до овие органи за да започне процедура за кривично гонење за јавно искажан говор на омраза. Меѓутоа досега, значи, резултатот е за последните 10 години од 26 судови во земјава се изречени само 5 пресуди за јавно искажан говор на омраза. За жал, пренесуван од медиумите во јавноста, при што медиумите индиректно учествувале. И ова не е се уште кривично дело, а од друга страна е погубно што институциите се уште не го препознаваат говорот на омраза. Земајќи во предвид дека во Република Македонија ЗНМ има документирано повеќе експлицитни пораки на говор на омраза, искажани во телевизиски емисии, како и на социјалните мрежи, може да се заклучи дека институциите во земјата едноставно одбиваат да постапуваат за прекршување на овие два члена од кривичниот законник, и ова не враќа на почетокот, дека единствениот патоказ во креирање на мултикултурализмот за еден медиум, за новинарите генерално, е почитување и само почитување на професионалните стандарди и етичките норми, односно кодекс. Во однос на медиумите кои што имаат огромна општествена одговорност, како што претходно кажав, значи да се водиме чисто од јавниот интерес без разлика која заедница за каков јавен интерес има поголем интерес. Што сакам да кажам овдека? Многу битно е кога ќе разгледувате едно известување од теренот, некој може да спори дека едно што е јавен интерес за една етничка заедница не е за другата. На ова поле многу треба да се работи во смисла дека заедничкиот интерес, она што е јавно добро, јавен интерес, општествена одговорност, како што наведов, криминалот не може да биде добро за ниедна заедница. Убиствата или омразата, говорот на омраза не може да биде добар за ниедна заедница. Еден конзистентен формат да се усоврши во земјата и на тој начин да се медиумите да се извадат од она матрица на поистоветување со политичките партии. Ајде да наброиме колку политички партии имаме со разноликост на припадници на различни етнички заедници. Многу малку, минимално. И тие се за некои одредени интереси, да кажем. Истото важи и за медиумите. Значи, само професионалните стандарди, етичките норми можат да не справат со тоа што значи говор на омраза, подгревање на мултикултурална меѓуетничка непеливост. Мојата порака до новите генерации, колеги, е да не се да не примаат токсични пораки, да не се трујат со нешто што значи непрофесионалност. Тие да работат на професионалните стандарди, етичките норми никогаш нема да погрешат. Пред себе, пред се она што е свое. Значи јас сум албанка, живеам во Македонија, јас сум Филјана Кока, работам во, да го ставам јавниот интерес, тогаш да заборавам се што е мое. Само на тој начин јас мислам дека ќе имаме просперитет во оваа земја. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.